емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија! Добре дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Заедно со вас и денеска во наредните 2 часа Столен Амов. Денеска имаме едностимено интервју со градоначалникот на Струмица, Костадин Костадинов. Нашите наслови се локална самоуправа или партиска управа и Костадин Костадинов, бунтовник со или без причина. Ке имате можност денеска малку повеќе вие да зборувате. Нема да ве ограничувам толку како порано, кога имаме 2-3 гости, времето е многу подрагоцено и треба да поставувате кратки прашања, а не премногу да коментирате и да предлагате. Денеска ќе можете и тоа да го правите. Можете веднаш да почнете да се јавувате 032-397-707-397-727, локал 104. За почеток ја само еден ретровизор поглед наназад во неделата што проаѓа, но и проекција за она што не очекува за 2-3 дена. Првиот мој коментар, брифинг имаше вчера премиерот Мицковски со новинарите. Мене ми е прифатлив, а на кого не му е прифатлив тој предлог со одложено дејствие да биде внесувањето на бугарите во Уставот, да почне да важи со целата своја полноќа околу правата на бугарите, која ќе биде ратификувано нашето зачинување во Европската Унија од страна на бугарскиот парламент. Тоа идеално звучи, поддршка сигурно има сите во општеството, и во парламентот, и партии кои што се во парламентот и вон парламентот. Значи може околу тоа да се обезбеди консензус. Но дали тоа е прифатливо за бугарите? Имаме ли план Б, односно има ли владата план Б ако тоа биде одложено? Значи веќе нема промена на преговарачка рамка, нема ништо. Ова е главното, да не боли душа. Мицковски кажа дека се слушнал веднаш после изборите, односно објавувањето на резултатите во Бугарија, со Борисов, кој што беше негов фаворит, затоа што нели од десните партии, од нивното семејство, кое што заеднички функционира во Европа, во Брисел и во Европската Унија, како посебна политичка групација, Борисов му рекол дека е оптимист, можеби, за сега, и дека има 2 опции за формирање на влада. Едната опција тој и СДС, значи не СДСМ, и не тоа СДС што го кажува туку бугарското, да формираат влада и уште една помала партија. Втора опција е да има 4 или 5 партии, но и во двете опции, според разговорот Мицковски-Борисов, Борисов инсистира да биде премиер. Во првата опција тој сака да биде вклучена и партијата на Петков, Промените. Но тука има еден проблем. Тие никако не сакаат Борисов да биде премиер. И третата опција, избори нови на пролет во Бугарија. Мицковски оптимист според тоа што го каже на брифингот, има позитивни сигнали и од најголемите политички лидери во Европската Унија, значи вклучувајќи тука Германија, Франција, пред се разбира, било ветено дека наскоро може да биде обезбедена средба, директни разговори во Берлин или претходно во Будимпешта со бугарскиот претседател Радев и била изразена заложба за посредување и помагање да биде прифатлив не само за членките на Европската Унија, туку пред се за Бугарија овој предлог. Сега реков дека окей, ова е прифатлив. Но што ако не биде прифатен од страна на бугарите овој предлог? Имаме ли план Б? Дали тоа ќе ги прекинеме? Ќе ги прекинеме нашите чекори кон Европската Унија или пак ќе прифатиме да ги внесеме бугарите во Уставот, веднаш да важат сите тие права, без уставен закон со одложено дејствие и да ја одржиме таа втора
владина или меѓувладина конференција со Европската Унија и да отвориме прво поглавје, тоа темелно што е за човекови права, за правосудство и слично. Што и како може да реагираат бугарите? Мицкоски се надева дека со Борисов може тоа многу полесно да оди, затоа што техничкиот премиер Главчев му рекол, јас сум немојкен, јас сум привремен и не можам да носам такви одлуки. Со Борисов, кој што добро ја познава Македонија, ние добро го познаваме него, си имаат среќавано, Мицкоски и Борисов се среќавате на таа средба, кога Борисов му кажуваше нешто дека треба да се направи и Мицкоски кажа, снимено беше тоа од луѓето на Борисов, сигурно, дека се ќе наредиме, се ќе направиме како што треба, сичко ще наредиме. Меѓутоа, знаете, во секои преговори, тоа се двонасочни улици. Не може да очекуваме само ние да бараме остапка од другата страна. Што ќе бараат бугарите? Дај Боже, тоа што ќе го бараат да биде пазарење на линија Софија-Брисел, односно Европската Унија да им ги испорача барањата на грбот на Македонија. Например, во Шенген да влезат, еврото и некои други работи, фондови, пари и слично, па да не треба ние дополнително да даваме оставки. Затоа што ако инсистираат на дополнителни оставки, како и во сите тие преговори, тогаш што ние би дале? Дали бугарите во тие преговори, ако се отворат за одложено действие, ќе побараат нешто од заборавената декларација во парламентот да биде повторно вклучено и околу јазикот, и околу други работи. Трета работа, јас не мислам дека многу се засекирани за влезот на бугарите во Македонија во уставот од бугарската држава. Тоа им беше алиби повеќе. Тоа беше нешто што отпосле, веројатно како предлог на французите, како председавачи тогаш на Европската Унија, беше вметнато за да има некој изговор, некој баланс за бугарската јавност и за да може да пројде Македонија на патот кон Европската Унија. Што ако зборуваме за преговори и за класично пазарење, бугарите кажат, добро, тогаш и правата на македонците во Бугарија ќе бидат регулирани, кои ќе бидат внесени полноправно, целосно, со целосно важење бугарите во уставот, значи после 10-15 години. Моето прашање, мене не ми се допаѓаат овие, зошто чуму пазарење со човекови права, тука не треба да има пазарење. Зошто македонците во Бугарија да страдаат ако македонската држава лошо се однесува, например, кон бугарите во Македонија или кон бугарската држава за ладени содности. И обратно, зошто бугарите во Македонија, кои што се равноправни граѓани, кои што треба да ги уживаат сите права во оваа држава, да страдаат поради тоа што бугарската држава се однесува лошо со Македонија. И колку они ќе треба да чекаат за да ние полноправно влеземе во Европската Унија, за да они полноправно ги остварат тие права како сите други етнички заедници во државата. И трето, како ќе ги одвоиме хрватите, црногорците, египјаните и торбешите, па и евреите кои што се спомнуваат во оваа тура да влезат и они како етнички заедници во уставот, како ќе ги одвоиме од бугарите? Дали тој уставен закон ќе биде врзан само за бугарите, нема да важи до влезот на Македонија во Европската Унија за црногорците, за хрватите, или сите топтан ќе бидат во таа група, па кога ќе влеземе во Европската Унија, тогаш полноправно право ќе добијат и црногорците, и хрватите, и евреите, и торбешите, и египјаните. Тоа сакав кратко да го кажам. Инаку има презентирано на тој брифинг вчера, има презентирано една анкета, само да ја најдам, еве, направена токму за оваа намера, токму на овие прашања поврзани со францускиот предлог со бугарите и со одложеното действие. Што мислите
Prvo, кој е најголем проблем со кој се соочува Македонија и владата и кој што мора итно да се решава? Најголем дел од испитаниците, 37,5% рекле дека тоа е криминалот и корупцијата. За 19,7% од испитаниците најголем проблем е економијата и животниот стандард, а потоа се невработеноста, високите цени, квалитетот на образованието и здравството. Повеќе од половината од граѓаните најмногу му верувале на Мицкоски, над половина од испитаниците би поддржале уставни измени со одложено действие. Еве го тоа поконкретно. Значи, над половина граѓани би ги поддржале уставните измени за внесување на бугарското малцинство со одложено дејство, односно да стапат во сила откако земјата ќе стане членка на Европската унија. Ова го покажуваат резултатите од анкетата спроведена од Институтот за политички истражувања. Според податоците од анкетата, дали мислите на прашањето, дали мислите дека треба да се изврши промена на уставот и да се почнат преговорите со ЕУ, доколку промената на уставот има одложено дејство, 52% од анкетираните граѓани одговориле со да, а 42% дека се против промена на уставот и со ваков ушлов. Уште е тврдо телото во Македонија гласачко, ако веќе зборуваме во поглед на уставните измени. Меѓутоа, ова е значително поповолно од бројките кои што беа презентирани, особено пред изборите кога ептен се напумпа таа атмосфера. Тоест, мислам дека до 80%, особено ке македонците, ако не и повеќе, беа против внесувањето на бугарите во уставот, нели, по бугарски диктат. На анкетата има и прашање дали го поддржувате францускиот предлог. Зашто повеќе од половината од испитаниците, односно 53% одговориле негативно, додека 28% рекле дека го поддржуваат. Мислам дека исто слично како со Преспанскиот договор, од дистанца и овие бројки ќе растат во корист на тие што го поддржуваат. Што имаме друго? Тоа е што можам да ви го кажам и сакам уште нешто да искоментирам. Знаете, за некој ден веќе е почнато гласањето, над 70 милиони американци веќе имаат гласано. На 5 ноември ќе се знае кој е новиот претседател на Соединетите американски држави, дали Доналд Трамп или Камала Харис. Што е интересно тука? Работите стојат нерешено, со блага предност и малку поголеми шанси поради распоредот на држави кои што се свинка, односно шетачки колебливи, така ги нарекуваат, да победи Камала Харис и да освои 270 електорски гласови. 7 држави шетачи или свинг држави се одлучувачки, во три од нив Камала Харис има одредена предност. Во Пенсилванија, која што одлучувачка на изминатите неколку претседателски избори, Харис има предност, но последниве денови Трамп ја намалил значително и речиси целосно и се доближил. Значи, таа минимална предност на Камала во Пенсилванија, во тие 7, односно 3 од тие 7 држави, може да биде одлучувачка за Камала да победи и да ги освои тие 270 електорски гласа. Одлучувачки, значи, ќе бидат и Висконсин и Мичиген. Инаку Трамп се обраќа на поконзервативната Бела Америка, пред се Централна Средна Америка, претежно во прашање се мажи на 35, од 35 до 55, максимум 60 години. А Камала Харис на жените, на афроамериканците, порториканците. Гледав еден митинг, Джей Ло, Дженифер Лопес, познатата актерка, глумица и пејачка, светски популарна, се заложи и застана зад Камала Харис, кажувајќи јасно дека таа и незините родители, целото нејзино семено потекло е порториканско. Има со порториканците проблем и тука ја удира својата кампања. Камала Харис ја фокусира, има проблем Трамп, затоа што на некои митинзи неговите приврзаници многу навредливо се изразува за порториканците. Порторико, знаете, исто е Америка. Има и друг интересен момент, што за прв пат
се случува и малку е чудно за Америка, таму, знаете, обично вестниците по големите медиуми се определуваат и кажуваат: ние сме за овој кандидат, ние сме за Трамп, ние сме за Камала Харис. И традиционално Нью Йорк Таймс се за демократите. Нью Йорк Пост се изјаснил за Трамп. Меѓутоа, за прв пат на овие председателски избори, после председателските избори на кои што победи Джими Картер, се случува Вашингтон Пост, една од медиумските икони на Соединените американски држави, да не зазема став. Заради собственикот газата Джеф Безос, знаете, собственикот на Амазон, под негово влијание одлучено е да не застанат зад Камала Харис. Вашингтон Пост традиционално да демократите застануваат, туку јавно да објават и да се обратат на читателите, да кажат дека ќе бидат независни, неутрални и дека ќе ги остават читателите сами да се определат и да се одлучат. Заради тоа, заради прекинот на таа традиција, голем број читатели, претплатници ја откажале својата претплата на Вашингтон Пост последнава недела, последниве 2 недели. Што се случило? Предпоставките, не предпоставките, туку верувањата се дека Джеф Безос, кој што порано бил постојано на удар на Трамп 2014-2015 година, но сите тие удари ги издржувал и Вашингтон Пост силно го критикувал Трамп, неговата политика, сега подклекнал на тие притисоци, особено што последните 2-3 недели Трамп на сите митинзи јавно се заканува и вели дека ќе ги казни, ако треба и ќе ги затвори сите оние кои што му се противници, сите оние кои што го критикуваат јавно и се против неговата кандидатура и победа на председателските избори во Соединените американски држави. Значи, исклучително поделено општество е во моментот. Америка наликува некако на Македонија, на ситуацијата на Балканот, како Балканот да се пресел, да се пренел тамо од другата страна на барата. Тоа сакав да го кажам. И уште една работа што ми е чудна, неразбирлива е таа силна, доминантна поддршка на Балканот, Србија, Македонија, па и во Бугарија, на Трамп наспроти Камала Харис. Некој ќе рече тоа е као стокхолмски синдром, оној што те повредува, ти го наградуваш и гласаш за него. Зошто го велам тоа? Затоа што првиот мандат на Трамп не заврши толку позитивно по Македонија, по Србија и по другите држави. Во времето на Трамп, во времето на мандатот на Трамп, Македонија го смени името. Тогаш се случи Преспанскиот договор. Во времето на Трамп, Србија де факто го призна Косово. Секавате на таа средба во канцеларијата во Белата куќа, Трамп и Вучик на едно мало ученичко столче ставен, Вучик толку висока, толку намален пред Трамп. Еден документ излезе во кој што беа обврзани и Србија и Косово да ги преселат своите амбасади во Ерусалим. Трамп важи како најжесток, најревносен поддржувач на Нетањаху, на евреите и на Израел. Тоа, за сега, очекувам коментари од вас, доколку имаме слушател да го пуштиме. Добар ден, поверете. Ако сте на линија, Бујрум, 032-3977-07397-727. Ве слушам, поверете. Добро утро. Добро утро. Ајде да почнеме да малку некако... Јас се расприкажав малку повеќе. Нека, не, да ти убаво наметнама протне една тема, што ако доброто е следевни, ако мислам дека е за размислување, во смисла дали се тоа што го правиме со нашата надворешна политика и со односот со Бугарија, буквално не работиме за Бугарија, да ти кажам право. А тоа е она твоја тема што ја наметна со тие што би требало Европа да стори за да удоволи Бугарија да попусти на предлогот на нашата влада. И тоа е кога го спомна Шенгенот, кога го спомна еврото. И сега, значи, фактички
пошто ние знаеме дека Бугарија има голема блокада од Шенгенот, од Холандија горе, од другите држави, дали на еден начин, буквално со ова наши натења, ние не работиме за Бугарија да нешто Европа и попушти? Добро, не е битно, нека им попушти, битно ние да завршиме работа. Така ја гледам, така ја гледам на таа работа и фактички ние буквално едноставно се тоа е некако некоја договорена политика, знаеш. Ја пошто ги следам и другите медиуми што се и на интернет и овие пишања, и гледам, знаеш, запазив едно двојство во известувањето. А тоа е дека за многу работи националните медиуми не известуваат или не сакаат да известуваат или едноставно се трудат да дадат погрешна слика. Додека на интернет, кај што се ние послободните новинари, некако послободно се изнесуваат фактите и доказите. Ја да ти кажам провеќе не сум загрижен за однесувањето што ќе биде и како ќе биде со овај договорот помеѓу Бугарија, затоа што ти знаеш убаво дека мојот став секогаш беше дека ние не сме спремни да ги почнеме преговорите, дека ќе тие преговори и тие отварање на тие кластери ќе бидат многу болни за нашето општество. Ама меѓутоа некако не се разбирам и да со некои други луѓе или некои едноставно не сакаме да сватиме реалноста и вистината и дека тогаш тврди дека за нас е подобро да стоиме секојаш пред вратата и да работиме, да се спремаме, отколку да почнеме активно да членуваме таму. И гледайте сега што се случува кај нас. Ние цело велиме лани минатата година, ако добро паметиш, буџетот на старата влада беше напаѓан со дрва и со камења, зашто е 5 милиарди и 300. Така? Историски буџет, да. Историски, ама криминален, ама сите епитети на нај лошото. И гледај сега што се случи. Оваа година општ молк. Нема ни новинарски статии, ни аналитичари, никој не збори 6,5 милиарди. Што правиме со тој буџет? Земе теа да не кажам, не гледам реакција после најверојатно од понеделник има, после на вчерашното известување на министерката со кредитите за фирмите од унгарските пари. Јас не сум економист, ама како човек не гледам здрава логика. Да некој зима пари да го развива својот бизнис, а парите при тоа да ги чува во странство, а ја да му ги плакам каматите, да ти кажам право. Мене тоа некако не ми се сваќаат тие две математики. Да не збораме и некои други негативни работи што се појавија, политичка пресметка, притисоци што се прават, ја што го спомнати со Струмица, со Карпуш, со Скопје, еве го примерот, гледајте со новиот вирус. Дали граѓаните знаат кој живее во населбата, каде што е најдена втората дива гуска која наводно има овој птичи грип? Дали они знаат дека да е тајкунската населба во Македонија, поточно кај што живеат тајкуните, како Свето Јаневски, кај што живее Камчев и другите. И сега се поставува прашањето, еве, ја лично го поставувам прашањето повторно до директорот на АКЛ. Зошто двојство во преземените мерки? Зошто во Зоолошка градина ги потепа сите шатки, они јадните ја платија политичката пресметка и они се жртвата на политичката пресметка, а видите овдека колку нежно. Па прво им зиваме крв, па ги носиме во лабораторија, па нема не ги пипаме, нема ни карантин, нема ни ништо. Мене тоа ме загрижува. Каде одиме ние, да ти кажам право? Кој на овој народ му продава лаги, сакам да прашам? Кој овој народ го лаже? И с која е цената на лажењето? Знаете, до вчера нели викава дека со член 7 од Преспанскиот договор било забрането користењето на името Македонија за да искочи Мицковски на парламентарна говорница да каже дека не било забрането тоа користење, туку тоа било дадено слободно толкување, секој да си го завземе како да си го толкува како што сака на своја гледна точка употребата на зборот Македонија, македонски и периодичната. Значи, ние живееме граѓаните во една лага, да ти кажам право, и поради нашата политичка определба најверојатно не сме спремни да ја видиме реалната вистина, а тоа е дека политичката манипулација во оваа држава се случува ради личните интереси на одредена група граѓани. Добро, благодарам за јавувањето. Добар ден, другата линија. Добар ден, Митро Пиловски, село Прилеп. Ајде. И јас би зборува следново.
ова и сум го напишал и ќе ви го читам. Секој човек на планетата Земја има право и потреба да живее безбеден, здрав, достоинствен и долг живот. На многу малку луѓе од ова што го кажав, им желбите им се исполнети. Значи, безбеден, здрав, достоинствен и долг живот. Втора точка. Животот и здравието е најголемо богатство на човек, а не се друго. Значи, животот и здравието. А ние многу малку посветуваме на животот и на здравието на човек. Трета, точка, човештвото на планетата Земја има право и потреба да функционира како сложно семејство. Што значи ова? Ако функционираме како сложно семејство, сите војни конфликти во светот нема да постојат. Значи, проблемот е во човечкиот ум, што нема слога и разбирање. И затоа има војни, конфликти, болести, вируси уфрлени од човек. Значи природата не ствара болест, човекот ги ствара вештачи. Со своите постапки врз природата и врз човек на човек. Четврта точка, доколку ја заштитуваш и ја негуваш природата, природата ќе те награди со здрав и долг живот, а доколку ја уништуваш природата, ќе добиеш болен и краток живот. Дали ова е точно? Значи, ние зависиме од природата и од планетата како човечки суштества, а ние многу малку посветуваме на природата. Ги уништуваме шумите, ги загадуваме водите, го загадуваме воздухот, ја загадуваме почвата. Значи, немаме контрола како човечки суштества над планетата Земја, каде што сме зависни 100% од планетата Земја за да обстанеме како човечки суштества. Значи, тоа е проблем. Друго нешто, секој човек на планетата Земја има право и потреба да има особини и карактеристики на космополит, хуманист, екологист, идеалист, визионер и иноватор. Колку луѓе од овие особини и карактеристики ги има? Многу малку на овој свет. Најголем процент се материалисти, кариеристи, шовенисти, фашисти, сепаратисти, убици, но од ова што го набројав космополит, хуманист, екологист, идеалист, визионер, иноватор, многу малку особини има човекот. За да има мир во светот треба да се формира Федерација на држави на планетата Земја. Со формирање на Федерација на планетата Земја се обезбедува траен мир во светот и човештвото се движи во позитивен правец во сите сфери на животот. Обединетите нации требаше да бидат Федерација на држави, а не Обединените нации каде што ништо не спречија. Ниту војни, ниту загадувања, ниту сиромаштија, буквално формално правно постојат како субјект во светот, но ништо не направија. И уште едно, човештвото има потреба да биде управувано од космополити. Космополитите го обединуваат човештвото на целата планета Земја, се бора за еден праведен светски систем и за формирање на една светска држава. Кој го управува светот? Материалистите, кариеристите и сите понатаму негативни личности, а космополитите го обединуваат човештвото на за жал се малку и немаат моќ да го управуваат човештвото, а може да го обединат и да се формира една светска држава и еден праведен светски систем, но за жал до ден денеска тоа го нема. Ова го зборува Митре Пиловски од Прилеп со број на телефон 070 311 694. Благодарам. Инаку интересна тема секако е и извештајот на Европската комисија, многу лоши оценки, политизација во јавниот сектор, намален број на ученици, слаби PISA резултати, ограничен напредок во животната средина. Животната средина треба да бара поголемо внимание од властите за да биде во фокус конечно во Македонија. За судството да не зборувам, веќе се тие познати работи, значи не само што нема напредок, туку има назадување. Исто така, тоа заборев да изразиме сочувство на соседите во Србија за несреќата на железничката станица во Нови Сад,
каде што настрадаа 14 лица, меѓу нив и еден македонски државјанин. Министерот за градежништво, транспорт и инфраструктура на Србија Горан Весик во јули годинава изјави дека е реконструирана и е во функција новосадската железничка станица. Вчера, точно 4 месеци подоцна, се урна дел од настрешницата пред влезот. 65 милиони евра чинеше реконструкцијата на железничката станица во Нови Сад, каде што настрадаа 14 лица. Уште нешто за Соединетите американски држави. Еден професор многу добра анализа направил, делови ќе ви читам понатаму. Тој вели дека е голема штета што така слаби кандидати се во трка за најважната економија, најголемата, најсилната економија во светот и најсилната демократија во светот. Тоа го констатира во интервју за германскиот Handelsblatt американскиот економист, професор на Универзитетот Харвард Кенет Рогов. Тој вели многу интересен во своите ставови и квалификации. Трамп секако е неподобен за да влезе во Белата куќа, меѓутоа и Харис Камала представува ризик за американската демократија. Подоцна ќе ви прочитам зошто вели Рогов така. Тој интересно појаснува дека поради можните нереди на денот на гласањето, особено денот после тоа која ќе бидат објавени резултатите, ден после изборите, Рогов професорот вели дека на студентите ќе им држи предавање онлайн. И заради тоа што не е задоволен ниту од Трамп, ниту од Камала Харис. Време е за уште еден слушател, па после тоа реклами и да го слушаме првиот дел од интервјуто на момчето кое што е бунтовник со или без причина се закани со излегување од ЗЕЛ, заедницата на единиците на локалната самоуправа, градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов. Дали го имаме слушателот? Добар ден, повелете. Аз се исклучил. Реклами па Костадин Костадинов. Емисија за вашата вистина. Стадион. Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484. Да бидеме сигурни и здрави. Да растеме заедно, безгрижни секој ден. Најдоброто за најблиските. Евролинк, приватно здравствено осигурување. Джекпот Манија, супер шанса до 1 милион евра месечно. Да, добро слушна, до 1 милион евра месечно само на ВЛТ. Джекпот Манија на видеолотарија Казино Австрија со супер понуда на джекпот добивки. Денес е твојот ден за забава. Играј и освој супер милионер, милионер или мини джекпот. Само еден е најдобар. Видеолотарија Казино Австрија. Сега е лесно. Заборави на рата. Фиксирај со плата. Потрошувачки кредит до 300.000 денари. Отплата од 3 до 24 рати. Едноставна и брза процедура. Само со лична карта. Пари за секого. Флекс кредит. Со Mastercard World Debit Premium картичката на Унибанка секаде си премиум. Сите банкарски активности ги завршуваш брзо и лесно, без дополнителен надоместок, а добиваш и кешбек поврат на средства во висина од 0,4%. Бесплатно подигнуваш годовина од сите банкомати во земјата. Бесплатен Airport Lounge Access за тебе и плюс уште едно лице. Mastercard World Debit Premium, исто како тебе. Унибанка, твојата банка. Стадион. Емисија за вашата вистина. Како што почнавте, вела дека ако ја напуштите градоначалничката функција, имате избор понатаму добра професија, дегустатор на вода. Ке викаат сите градоначалници низ државата за да потврдите дека некоја вода е за пиење или не. Секоја криза представува предизвик за нас, така и кризата со водата која што ни беше наметната.
од брана Турија, која што ние ја земаме како техничка вода, но јас сум благодарен што Струмица, што Комуналец, филтер станицата има навистина стручни луѓе кои што имаат преку 30 години искуство и никој не може да ја деградира таа нивна професионалност, што деноноќно се грижеа да обезбедат на сите струмичанки и струмичани со неколку населени места чиста, здрава и безбедна вода за пиење. Да ја тргнеме политиката на страна. Кој е во права сега? Вие кои што тврдите дека е исправна водата или државата која што вели како надзор, како мониторинг дека тоа не е точно или не е до крај точно. Да направиме една хронологија. Главно водоснабдувањето се врши од Турија. Турија е во исклучително лоша капацитетна состојба. Ако порано имало 50 милиони кубни, како се... 53. Сега, во моментот, може би 9 милиони. Така е. Што е драстично опаѓање. 11,8, 9 имала во 1995 година, што ако гледаме во апсолутна бројка или количина на вода во браната, тогаш имала помалце, ама во 95-та имало 10.000 домакинства во Струмица и Струмичко, а сега има 19.000. Че бројот на домакинства е зголемен, а капацитетот е драстично намален. Така е. Кои се вашите алтернативи? Со намалувањето и природно и научно се прават некои состојби кои што може да бидат проблематични и ризични по водата за пиење, по водоснабдувањето во општина Струмица. И не е само општина Струмица, општина Василево, други. Општина Василево нема питка вода, Босилово има забрана исто за користење на водата како таму немаше многу реакции или таму не се од СДС, но тука се од ВМРО. Па тоа треба да го прашате и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и самото АД за водостопанство, а веројатно и Институт за јавно здравје или генерално владата. Нека си одговорат. И што е проблемот сега да им објасниме едноставно на слушателите и на гледачите? Манганот е проблем кој што се разбудил поради одреден земјотрес кој што направил изместување и го провоцирал манганот. Не грижата е секако дека е проблем, незаинтересираноста е проблем и климатските промени секако. Знаеме дека по прилично долг период немавме една капка дожд во Струмица и Струмичко, па и генерално територија на цела Македонија. Истоле се има насоки и протоколи како треба да се води грижа за една акумулација каква што е брана Турија, кој што е еден импозантен капитален проект за Струмица и дополнително единствено извориште за вода за Струмица како град со 6 населени места. Ме праша во почетокот дали имаме алтернативи. Не случајно каде што се прават такви акумулации или брани, сигурно имало претходно анализи и истражувања дали има простор и потенцијал за бушотини. Да, има вода во Струмица, може да направиме бушотини, но не може да бидат алтернатива или замена за постоечките капацитети каква што е брана Турија. Ние имаме 3 брани околу Струмица кои што се важни за нас. Тоа е брана Турија, тоа е Маркова брана и тоа е брана Водоча. Маркова брана ќе ја тргнам на страна, таа во најголем дел се користи за наводнување на земјоделските површини, иако и овие две се користат. Но акумулацијата Водоча била алтернативен водовод, каде што имаме и 6 километри водоводна линија, водоводна мрежа, која што е оштетена во минатото. Дали знаете дека водата во брана Турија е толку загадена во моментот да не може никој да ја преработи како питка вода. Зборам за иста акумулација која пред 30 на години. А како тврдите дека е иста била вода? Алтернативен водовод за Водоча зборам сега. За Водоча, не за... За Водоча. Турија како единствено извориште. Што се случило? Знаете, народот и старите никогаш не правиле нешто случајно. Има таму еден дол во самата брана која што има потреба да се направи зафат. Ова го зборам од информации со кои што сум разговарал со стручни лица кои што разбираат во делот на управување со вода. Има еден железен дол. Зошто е железен дол? Затоа што содржи висока количина на метали. Со ниско ниво на акумулација на вода во брана Турија, или 11,8 милиони метри кубни, доаѓа до одронување.
на самиот дол при некое врнење од дожд, пороен дожд. Кога имаме ниско ниво на водата, станува до заматување и во нашата филтер станица преку примарниот водовод доаѓа техничка вода со ниво на манган од 1,5 милиграми на литар вода. Неколку кратно е зголемување од законското дозволено, кое што е 0,05 милиграми манган на литар вода. Тоа е законското ограничување. Ние имаме 1,5. Колку за споредба? Појава на највисоко ниво на манган во државата сме имале во Велес од 0,25. Струмица се случи да имаме 1,5. Овде, првото нешто што го направив, беше да разговарам со стручните лица. Ова ниво на манган, со таа количина, не постои филтер што може да го обработи. Манганот се вади по пат на аерација на водата, вбризгување на кислород. Тоа го правиме по пат на хлорирање, тоа го правиме преку одлежување на водата во кварц и тоа го правиме со највисоко технолошкото достигнување во делот на прочистување на вода, тоа е со озонатори по пат на озонирање. Овде повикувам, ако не следат и стручни луѓе, нека кажат дали постои можност да таква вода, со такво филтрирање, со сите тие процеси кои што ви ги кажав, да микробиолошки не биде исправна. Како што беше всушност и укажувањето од Институт за јавно здравје, дека има колиформни бактерии. Тоа се фекали, или остатоци од фекали. Така, прво е невозможно по пат на хлорирање и озонирање да содржи колиформна бактерија, посебно не во филтер станица каде што нивото на хлор е највисоко во резервоарите. Нели, логично е. Тука се пуштат сите препарати за прочистување на водата. Дополнително, каде е проблемот? Ако имаме колиформна бактерија, која што е извор од фекалија, како дошла таа фекалија во бранатурија? Кога велиме дека по закон мора околу браната да има заштитен појас, строго забрането е да има било какво движење и строго забрането е да има било каква градба. Ова го говорам многу сериозно, зашто на општината или на централната власт? Општината какви ингеренции има над браните? Која е таа општина што има ингеренција над брани? За урбанистички планови. АД за водостопанство и Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Дополнително брана Турија не е на територија на општина Струмица. Таа е на територија на општина Василево. Но не можам да префрлам вина на мој колега, кога нема надлежност над самата брана. Одржувањето на браните, одржувањето на каналите и канавките, речните корита кои што се во урбан опфат е целосно на АД за водостопанство. Односно, под капата на Министерството за Дали вака зборувавте и која СДСМ беше на власт? Апсолутно. Затоа што ова, ако се вратиме наназад, вие владеете Струмица долги години. Претходно друг градоначалник, па Заев беше 3-4 мандати. Се нема случајно проблем со водата во Струмица и појава на манган. До овој момент. Се нема случајно. Сега значи климатските промени се или земјотресот е проблем. Од самиот старт. Не, тие заштити на кои што сега апелирате и претходно сте зборувале за превенција, дали претходно биле зборувани, биле антиципирани за да може да се спречи на вакво состојание? Но одговорно тврдам, секогаш кога имало проблем со било која акумулација или било која брана во државата, министерот заедно со градоначалник, заедно со стручни лица се појавувал. Мислам дека пред неколку години имаше проблем во браната Тиквеш во Кавадарци. Лјупчо Николовски беше 2 недели таму, секој ден. Додека да се реши проблемот. Трипуновски не дојде ниту еднаш? Ниту еднаш. Ниту еднаш. Зборувам за негова директна надлежност. Сте комуницирале со него? Не. По медиуми. Јас очекував да излезат со директорот на водостопанство и со, мислам дека заедно беа на пресконференција со директорот на АХВ и со директорката на Институтот за јавно здравје. Верувајте, очекував да се понудат некакви решенија.
Од самиот старт кажав дека не ми е целта јас да обвинам некој. Не. На граѓаните не ги интересира кој е крив. Да, сака. Ги интересира решение да најдеме и да имаат питка вода. И што е сега? Сега, еви, мене не ми е јасно на граѓаните. Велите, манганот како го обработивте? По пат на аерација. Се смири самата вода. Ти велите филтер станица не може Така да е, го... се смири самата вода во бранатурија. Манганот, кој што е метал, падна на дното на браната и успеавме да преку филтрите на филтер станицата ја преработиме до степен на питка вода. Зошто да веруваме на лаборатории кои што имаат лиценци, кои што се локални? Зошто не направивте еден ваков потек? Имаше такви примери кои се кажат и порано во Битола и на други места. Па и во Штипскиот градоначелник каже дека во таква ситуација се обратил до некоја институција или лабораторија, институт во Белград. Или во Битола, мислам дека од Холандија имаше. Неспорно е да пуштаме ние анализи. За да имате неспорно е. доверлив документ. Јас сметам дека ние како држава треба да градиме доверба во рамки на нашите институции. Дури и на оние приватни лаборатории, кои што се акредитирани, кои што функционираат и гравитираат на територија на Република Македонија. Сметам дека треба како да веруваме кога една институција има едни резултати и споро ги дава, например Институт за здравје едно, ветеринарен институт друго, АХВ, Агенција за храна и сите стручни лица кажаат дека резултатите на Институтот за јавно здравје се контрадикторни. Како одговор на таа контрадикторност. Нема да зборам лажни, но контрадикторни. Како одговор на таа контрадикторност се 16 дополнителни анализи од акредитирани лаборатории приватни, направени во филтер станицата и на 6 други точки од водоснабдителниот систем, дополнително Центар за јавно здравје во Струмица и дополнително ветеринарен институт, кој што исто имаат акредитирани лаборатории. И сите тие податоци придонесува да инспекторката, со кој што имавме добра соработка и сум задоволен од целата комуникација, навистина зборувавме за одредени притисоци и колку мачно е во институцијата, сепак, после доказите кои што ги приложивме, го потпиша, односно ја укина со записник забраната за користење на струмичката вода, водата од водоснабдителниот систем, како питка вода. И Струмица после 1 месец голгота доби питка вода со решение. Мене ми издава инсистирате некоја теорија на заговор, не ми е јасно. Не, апсолутно не, Столе. А тогаш не знае зошто. Нема теорија на заговор овде. Овде станува збор за незаинтересираност од страна на надлежните институции. Тоа е проблемот. И јас пак подавам рака. Мислам, како градоначелник и како општина, со совет, со целата администрација, ние не сме енклава, ние сакаме да соработуваме со институциите. И сакаме да седнеме и да разговараме. Таму нема наша надлежност, нели беше прашањето зошто не го отворите овој проблем во ЗЕЛС. Не е проблемот на Струмица па да молиме за помош од Министерство. Тоа е обврска на надлежна институција, каде што има вработени луѓе, каде што има стручни луѓе, кое што е под капата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Но, како и до сега, во многу примери, еве, конкретно, имаме партнерски проект со ЈПДП, каде што правиме булевар Струмица-Давиле, А4. И вели вака, од спогодбата, превземени се обврски на Струмица, превземени на ЈПДП и останува чистење на речно корито во урбан опфат. Тоа е обврска на АД за водостопанство. Немаат механизација, немаат средства за гориво. Знаете кој го чисти корито? Општина. Општина Струмица. 11 милиони денари. И фактурирате после? Не. А тие нам не фактурираат за техничка вода. Има долг. Постои долг од страна на комуналното претпријатие Комуналија Струмица, од кој што не бегаме, ама мора да ги поставиме принципите како ние ќе функционираме во иднина. Од една страна плаќаме за вода која што не е доволно квалитетна како техничка вода. Од друга страна сервисираме обврски кои што не се во надлежност на комуналното претпријатие или на општината. Од трета страна треба да го сервисираме долгот. Па еве сега доаѓаат дождови снегови.
Што правиме со превенција од поплави? Што правиме со корита, канавки кои што не се чепнати од страна на АД за водостопанство? Кој ќе биде крив после? Од ЗЕЛС. Проблемот е што според другите на кои што им се спротивувате, дека вие не сте биле заинтересирани претходно, не сте одели на седници на управен одбор, иако сте биле член на управен одбор. Во ЗЕЛС? Дека не сте биле многу активен во ЗЕЛС. Си имам појавување, ЗЕЛС го почитувам како организација. Ги почитувам моите колеги. Таму треба да ги отвараме. Таму пред се треба да работиме на процесот на децентрализација, така? Да, фискалната вклучувајќи кој што е цела децентрализација како процес. До кај сме? Имавме 4,5% дотација по основ на данокот на додадена вредност. Претходната влада, предводена од СДСМ, го зголеми на 6 за 1,5%. Од овде мора да тргнеме понатаму. Ако ние направиме фискална децентрализација од 20%, од ДДВ-то како опфат? Од ДДВ-то како опфат, кој што ни следува, тоа ДДВ е од граѓаните платено. Ма тогаш нема буџетот. Не, тогаш нема да се бориме за унгарските кредити, да аплицираме на јавни повици каде што немаат утврдено јасни критериуми и да се расправаме дали исполнуваме или не. И да се молиме да добиеме писмен одговор кој што многу веројатно ќе имаме. Што значи во проекција? Сега колку имате буџет, колку би имале тогаш? Па сега ако по основ на ДДВ имаме дотација месечно од 7 милиони денари, така би имале 27. Во моментот, јас ќе говорам за Струмица, неблагодарно е да говорам за другите колеги. 80 до 85% од основниот буџет, не зборувам за блок дотациите, го полниме од продажба на градежно неизградено, од даноци на имот кој што ги наплаќа општината во процент 100% и од комунали за градба. Данок има 100%, па има по општини 0%, 5%. Нека си гледаат за нив. Ама тие изгледа земаат средства од унгарскиот кредит. Дали тоа треба да биде критериум? Може би да. Мрзливи, неспособни, нефункционални градоначалници, задолжени општини. Ама зошто? Ама Струмица и Струмичани не доби, а ќе го враќаме и ние кредитот, така? И каматите. Тоа е фер. Секој струмичанец и струмичанка ќе плаќа и рата и камата. Дали ова го зборувавте на ЗЕЛС кога се утврдува или во Министерство за локална самоуправа кога се утврдува критериум? Имавме еден состанок во влада организиран од Министерство за локална самоуправа, кој што состанок јавно кажа дека ги поздравувам намерите на министерот да ги утврди заедно со градоначалниците од сите плански региони критериумите за апликација. Јас немам проблем да поздравам тоа што е добро и да афирмирам тоа што е добро. Немам никаков проблем. Но после тој состанок, освен фотографии, треба да излезе некој документ. Од предлози, од предлози, сугестии и така натаму. И јасно и отворено прашав дали можеме со проекти во тек и го аргументирав зошто да аплицираме. Започнат проект. Нивното образование беше дека тие што се започнати тендерирани не може да бидат. Каде тоа го пишува? Па така министерот зборуваше. Ама еве јас немам намера да го гледам министерот, премиерот, можеби не гледам медиуми, не следам изјави. Пример. Добро, за да сте во право имали проекти кои што по тој основ се добиени. Не, за да сум во право, доволно е да се погледне јавниот повик. И таму се пишани критериуми. Ги има, не знам, многу. Зошто го нема тој критериум? За да сум повторно во право, и јас, и мојата администрација, и мојот тим, како ресорно министерство прифаќа апликација за проект во тек? Дополнително? Прифатена апликација. Дополнително? Ако не се прифаќа проект во тек, зошто е побарано од страна на ресорното министерство да истиот биде поделен во фази? Аха, за да може да се вклопи, да. И зошто е пак прифатен? А тоа за вас не важи. Така е. Вашите проекти не сте ги да ни изработиле добро. Заради големината на проектот, велам, ќе аплицираме со еден проект, кој што е вреден за Струмица и Струмичани, тоа е нов градски пазар, најголем во Македонија. Имате затворен 500, глобал, има еден во Глобал. Глобал е во централното подрачје. Дали тоа е суштинска потреба на Струмица? Суштинска потреба, тоа е. Може би водоводот треба да влезе, може би депониите. Не, немаме проблем со водоводот во Струмица. Па еве јаха во записник.
констатира дека функционира филтер станицата и водовод. Немаме проблем во примарен водовод, немаме проблем во секундарна водоводна мрежа. Ако сме имале ќе аплицираме, ние сме аплицирале, еве во Банско имаме проблем. За средства од ЕБОР, во програма на влада, кој што уште чека да се распише тендерот. Филтер станица за питка вода во Банско. 43 милиони денари. Зошто не се тендерирани? Од февруари 2024. Имаше избори, така? Помина изборите, 4 месеци сме веќе. Сега го баравте тоа со... Како? Не може да го барам кога е составен дел на програма на министерство. Одобрени средства. Ај тоа да го... Имаме дополнително одобрен проект, исто во програма на влада, за атмосферска канализација во Муртино. 60 милиони денари. Одобрени. Треба да се распише тендер. Средства од Светска банка. Еве нека се распише тендерот. Они треба да го распишат. Да. Централната така министерство. Доколку Министерство не ни ја прифатеше апликацијата, ние ќе имавме можности во истиот рок, без да има потреба да се продолжува рокот, да аплицираме со нови. Ние имаме преку 30 проекти спремни нови. Кои што ги аплицираме... Сега што конкретно побаравте, зашто конкретно дојдовте одговор или одговор уште нема? Првата работа е што побаравме, да ни дадат писмен одговор дали ни е одбиен проектот Нов градски пазар во Струмица. Доколку не е прифатен проектот или е одбиен, да ни се каже на писмено, со документ, секојашна институција, зошто, кој дел од критериумите не го исполнува градскиот пазар. Нели се донесе одлука на влада за која што имаме добиено известување. Вели, рокот на истиот јавен повик се продолжува до 15 ноември за докомплетирање на документација. Така? Така. Ние имаме комплетна документација. Еве, ако немаме, нека ни кажат што ни фали од документацијата. Документацијата не е проблем. Не е проблем. Од друга страна, премиерот, јас го поздравив тој предлог за продолжување на рокот. Премиерот во изјава, јас не знам кога треба да ги почитуваме критериумите од изјави, а кога не важат критериумите кажани на изјави. На пресконференција премиерот Христијан Мицковски рече и не повика нас како раководство на општина Струмица да аплицираме и со нови проекти. А и со други? Јас морам, за да не пред се слушателите и гледачите, да не ги ставам во никаква заблуда, туку да прочитам што е изјавен. Вели вака, ова е, те молам Столе, влада точка Така, точка мака, да. Па мислам дека општина Струмица не доби затоа што конкурираше со проект кој што веќе е почнат и проект кој што веќе има избран изведувач кој што е во тек. Што има логика. Неспорно е. Ќе ни дадете на писмено дека сме одбиени заради тоа што не исполнуваме критериуми. Ќе го прифатиме ни тоа. Тоа го немате уште. Го немаме. Прво, самото прифаќање на апликација е прифаќање на проектот. И вели вака, апелирам еве до раководството на општина Струмица да ја искористи можноста до 15 ноември да поднесе нови проекти кои што би можеле да ги финансираме. И јас тоа го поздравувам. Сега, зошто истото не е составен дел на одлуката на влада? Таму вели до комплетирање на проектите. Сега Струмица и струмичани ќе бидеме скратени од тие средства кои што ги плаќаме во форма на кредити и камати. И ние како струмичани. Што се случува сега со ЗЛС? ЗЛС е невладина организација, здружение. Може како за нама иман да се направи ново здружение. Обидот... Дали тоа ви е намерата или се смиривте сега? Не. Уште еднаш, ќе го реафирмирам и ќе реафирмирам мојата почит кон секој мој колега градоначелник. И кон управата на ЗЕЛС, и кон луѓето вработени во ЗЕЛС. Но, кога гледаме дека имаме обид за политизирање на процесот, кога гледаме дека има една таква незаинтересираност од страна на одредени министри во однос на предизвиците со кои што се соочуваат граѓаните и граѓанките на Струмица, јас морам, како политичар, на обид за политиканство, да вратам со политички одговор. Зошто не поднесете кривична пријава кон одредено министерство, Ние немаме еден акт, 8 изјави на медиуми. Од влада. Затоа што треба да сватите дека постои тука опасност. Зошто? Коментарот е си играте со оган, знаете, порано. Зошто?
тоа излегување од ЗЕОС, сепарација, па и федерализација збороци употребуваше Западна Македонија, кај што се мобилизираат албанските општини. Сега вие тоа го правите. Во ниту еден момент таа. Може би на овој начин некој ќе рече ги мотивирате, ги стимулирате. Апсолутно не. Апсолутно не. Напротив, треба да го стимулираме министрите, да ги стимулираме министрите кои што треба да си ја гледаат работата, да почнат да си ја гледаат работата. Тоа е целта. Има ли чудни проекти некои? Какви чудни? Па кои што се и вон критериуми, кои што Па слушнав дека поликлиника ќе се гради. А тоа бутел. Јас не знам во кој дел, во кој е тој делокруг на работа на општина поликлиника. Како јавно здравје или јавно приватно? Не знам. Слушнав. Немам видено. Или детска градинка, па тоа не треба да биде составен дел од буџетот или од програмата на Министерството за труд и социјала. Или само за социјала. Училиште не треба, знаеме дека капиталните инвестиции во образование се реализираат од Министерството за образование и наука. Или сега ќе скратиме од Министерството за образование и ќе кажеме еве финансираме до општините, градиме училиште. Па ние имаме градинка најголема во државата во Струмица, нова после 40 кусур години, која што се изгради со финансии од Светска банка и од централниот буџет на Република Македонија, секако со поддршка на општински средства, но е реализирана од страна на Министерството за труд и социјала. Не би требало да влегува. Стадион. Емисија за вашата вистина. Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484. 45 години заедно со вас. Пекабеско. Поседувате заштеди? Не се двумете со новиот промотивен депозит на Капитал банка во евра со фиксна каматна стапка од неверојатни 4% за орочување на 12 месеци. Вашиот капитал заслужува сигурност и раст. Одберете ја Капитал банка за сигурна иднина. Посетете не. Пензијата не стигнува. Земи си пензионер од кеш. Кредит само за пензионери. Оттаму ме и торбичкава за пазарење. Со секој кредит пензионер до 9 декември. Веднаш добиваш торбичка на подарок, а можеш да освоиш една од 10 награди од 2000 денари. Јави се на 02 51 15 000 или дојди на mcash.mk. Немај проблеми. На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот Инстант Лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом. Стадион Контакт 032 397 707 и 397 727. Локал 104. Првиот дел од интервјуто со Костадин Костадинов го слушнавте. Ако имаме слушател, ви да почекаме. Ве слушам, повелете. Аха, отворени се телефоните, слушнавте 032 397 707 397 727, Локал 104. Македонија синоќа загуби врвен иноватор, кој е Васко Саздовски, македонецот кој загина во Нови Сад. Пишува mms.mk. Изгубија планините, остана без голем заљубеник во ридовите, врвовите, камповите, изгуби тркачката дружина, исклучителен пријател и спортист, изгуби Свети Николе, може би најголемиот научник што некогаш се родил во градот. Македонија изгуби еднаш кога дозволи таков мозок како Васко да си замине од тука и синоќа повторно, овој пат неповратно. Ова е еден од постовите на Фејсбук во кој се опишува исклучителната личност на Васко Саздовски, 45 години, македонецот кој вчера го загуби животот во несреќата во Нови Сад.
Неговите блиски велат дека Васко бил човек кој Македонија не знаеше да го почитува и препознае неговото знаење, па затоа заминал во Нови Сад да работи како професор во Институт за работика и повремено доаѓал во Македонија. Бидејќи бил иноватор, Васко најблиските го викале Васко научникот. Не само што бил иноватор, туку и спортист и влюбеник во планинарството. По потекло од Свети Николе, но со сопругата и двете синчиња живееле во Скопје. Нека почива во мир. Добар ден, ве слушам, повелете. Ало? Веројатно имаме некои проблеми. Еве, значи отворени се телефоните, сега можете да се јавувате. Да ви прочитам и ова што ви го ветив професорот Рогов. Значи, вака рече: Трамп е секако неподобен за Белата куќа, но и представува ризик за демократијата. Демократите сакаат да го укинат филибастерингот. Секавате, Талат Џафери, Апасиев го правеа тоа. Зборува за да спречиш некој закон да биде донесен. И тие сакаат да воведат со тесно мнозинство да се носат закони, со што ќе се урне сидрото на стабилноста на нашиот демократски систем, пишува Рогов. Рогов ја критикуваше и политиката на Камала Харис кон имиграцијата, наведувајќи дека смета оти она би требало да ги ублажи своите ставови. Ситуацијата на границите е парадоксална. Докторанти на мојот факултет на Харвард не може да добијат зелена карта, која што им е потребна, да се вработат на престижниот факултет, додека оние кои што илегално ја минуваат границата имаат големи шанси да добијат државјанство на Соединетите американски држави. Тоа е абсурдно. Абсурдно. Харисова е долго време позната по своите левичарски уверувања, но кога би се приближила малку кон центарот, би можела да победи на изборите, вели Рогов. Тој исто така наведува дека овие избори би можеле да бидат голем шок за пазарот, особено ако една од страните го освои местото во Белата куќа и истовремено и мнозинството во двата дома, Конгресот и во Сенатот. На 5 ноември ќе има избори и за Конгресот и за Сенатот. Значи, има борба и за мнозинство помеѓу републиканците и демократите во Конгресот и во Сенатот. Голема штета е што вакви кандидати слаби се во трка за најважната, најголемата економија на светот. И нема никаква интелигентна расправа за економската политика, што е многу фрустрирачки за економистите. Победата на Камала Харис, вели Рогов, може да биде подобра за америчката душа, американската душа. Меѓутоа, што е со економијата? Што се однесува до неа, многу сум скептичен, вели Рогов. Добар ден, ве слушам, повелете. Ало? 032-397 707-397-727. Ако сте на линија, зборувајте. Повелете. Режи, имаме ли слушател? Го немаме? Доколку го немаме, оди веднаш вториот дел интервјуто со Костаин Костадинов, градоначалник на Струмица. Ве слушам. Зошто не зборувате? Го најави веќе интервјуто. Ало? Добар ден. Ајде сега зборувајте. Горање на телефон од Македонска Каменица. Повелете. Јас сум председател на спортското риболовно друштво Шаран од Каменица и не знам дали знаете, во текот на летниот период на 6 август имаше помор на риба во Калиманско езеро.
во преземени, значи, обврски од наша страна, од страна на надлежни институции извршен е увид на езерото, при што од Државниот инспекторат за земјоделие и Институтот за сточарство земени се мостри за анализи на водата, при што во истиот во водата се најдени многу отровни материи, значи и најстрашно од се што има цијанит. Градоначалникот Асумица зборуваше за манган во вливот на Каменичка река во Калиманци. Манганот беше 50 пати над дозволеното. Имаше и други, и кадмиум, и олово, цинк, бакар. Исто така, од страна на Институтот за сточарство, извршен е, значи, увид на лице место, кој што е изготвен извештај, во кој што се наведува дека рибите се угинати од цијаниди, од акутен отров. Од наша страна известени се, значи, делори и институциите, известена и општината Македонска Каменица и Советот. Во наредниот период ќе очекуваме од нивна страна одредени активности, се со цел да се утврди кој е одговорниот за овој помор на риби. Од страна на градоначалникот ни е ветено дека работава ќе се движи во позитивна насока и дека вистината ќе излезе на виделина. Поведете. Зошто за ова ќе прв пат слушаме, не знам. Дали некаде е обелоденето, објавено? Од вашава медиумска куќа ова беше објавено како прилог на новинарката Весна и го има на ММС. Пред колку време? Пред 4 дена. Другите медиуми не издржават? Македонска телевизија мислам дека објави, други медиуми мислам дека не. И што е превземено за сега? Земени се мостри, значи, од државни институции и сега чекаме обвинителство веќе од првиот ден, значи, работи на случајот, до каде не сакаме да се мешаме во тој дел. Ние очекуваме да се открие соодител и најсегува се казни, еднаш за секогаш да престане тоа таму загадување на Калиманци. Калиманци е езеро со 127 милиони кубни метри вода, езеро од кое што се наводнуваат Кочанско поле, дел од Штип, Свете Николско доле до Лозово. Има ли доволно вода сега? Каква е состојбата? Па сега водава, значи, негде околу 25-6 милиона. Значи, помалци од негде околу една петина од тоа што го има полниот капацитет на Калиманци. Со водата за пиење како стоите во Каменица? Калиманци како езеро не се користи за пиење. Да, за наводнување. Пред се за наводнување, со тоа што Каменица добива од повисоките делови, значи се зема вода за наводнување, а додека во Кочани, дел од Кочани имаат пумпи на 100 метри од реката Брегалница. Тоа е водата која што излева од акумулацијата Калиманци. Значи постои ризик. Постои ризик, да. Значи, и самиот увид од страна на институциите беше утврдено дека на 8 места има угинато од 200 до 250 килограми на риба. Истиот ден кога беше увидот од страна на Евона е пријавено дека 2 пати хидроцентралата си има запишено и си има исклучено автоматски за тоа што во филтерот за вода имало поголема количина на угинати риби. Тоа е прв пат од кога после хидроцентралата такво нешто. Да останеме на и да го засилиме тој апел, побрзо да се откријат сторителите и да понесат одговорност. Така е, Сколе. Значи, ние како риболовци, како луѓе кои што ја имаме концесијата за организирање на рекреативен и спортски риболов, ако треба ќе собереме и дополнително наши пари, правдата ќе ја бареме сегде. Сите веќе не може да се молчи кој е сторител. Знаете дека изминатиот период од рудникот имаше неколку хавари, помина така. Мислам дека е крајно време да се тоа да сопре, да се утврди што е причината, државата да се заложи да даде одредени насоки и тоа веќе да не се случува. Значи, ние имаме цијанит
во Каменичка река, река која што минува низ центарот на градот. Населено место со 6000 жители. Цијанид, утврдено 2 независни лаборатории, лиценцирани, значи со кои што работи министерството. Вие риболовците сте најдобриот, најефикасниот тест и лакмус за чистотата на водите, на езерата, на реките. Да. И треба што почесто да алармирате, се разбира. Ние бараме од општината сега преку Советот да усвојат во новиот буџет за 25-та година одредени средства со кои што ќе се изврши дополнителен мониторинг на Каменичка река, Калиманци, езерото и на живиот свет во истото. Затоа што ние сега не знаеме дали таа риба таму може да се конзумира. Благодарам за јавувањето. Само продолжите вака и ние како медиуми ќе треба да притискаме. Така е. Имаме ли уште еден слушател? Ало? Значи следува интервјуто, вториот дел со Костадин Костадинов. Емисија за вашата вистина. Стадион. Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484. Сега е лесно. Заборави на рата. Фиксирај со плата. Потрошувачки кредит до 300.000 денари. Отплата од 3 до 24 рати. Едноставна и брза процедура. Само со лична карта. Пари за секого. Флекс кредит. Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Убави нешта се пред нас. Со промотивниот депозит на Халкбанк и 4% фиксна каматна стапка за рок од 13 месеци. Халкбанк. Важни се луѓето. Спектакуларниот настан, наречен кабаре шоу, овој пат на нова сцена, во поинтимен и потопол амбиент во внатрешниот дел на Голд Фелиција. Секој петок и сабота. Не пропуштајте и бидете дел од приказната, бидејќи моментите вредат злато. Само во Голд Фелиција. Пензијата не стигнува. Земи си ем пензионер од ем кеш. Кредит само за пензионери. Оттаму ме и торбичкава за пазарење. Со секој кредит М пензионер до 9 декември. Веднаш добиваш торбичка на подарок, а можеш да освоиш една од 10 награди од 2000 денари. Јави се на 02 51 15 000 или дојди на mcash.mk. Немај проблеми. Стадион. Емисија за вашата вистина. Тој наратив успешно ви го наметна ВМРО ДПМН. Неспособната власт на СДСМ, неспособната власт. Како на таа власт неспособна на СДСМ, може би и заради тоа е неспособна, не им текнало да земе ваков кредит, да го помогне, да ги помогне граѓаните во локалните самоуправи. Како не ги помогне? Како не ги помогне? Видете колку училишта, градинки, колку улици, зборуваме колку за тие заеднички 50 проекти. милиони кои што од ТАФ, од карго аеродромот во Штип беа пренасочени за раздолжување и деблокирање на општини. Исти тие општини за кратко време пак стана уште позаду. Проектите, не. Средствата од ТАФ беа насочени кон капитални проекти. Струмица конкретно го уреди поројот Свети Илија, цел канал, 3,5 километри, цел, 1.800.000 евра. Дополнително сега општината, заедно со Светска банка, партнерски проект, градиме улица Нова, 23 октомври. Како не? Плюс беше 50 милиони евра за раздолжување. Кој што? Секоја општина, колку што имала долг, близу 50% го затвори за доспејани обврски. Секоја програма на ресорно министерство, од животна средина, економија, труд и социјала, здравство, сите програми беа насочени кон општините. Така да ако земеме ние и во апсолутен износ, и по проекти, по бројка на проекти, и се реализирани, многу повеќе и финансии и проекти кон На ВМРО-ски општини. Ма чекајте, не дававте и вие така. Како да не? Како не?
Како не дававме на поморовски општини? Па Кавадарци доби детска градинка. Па добро, Јанчев беше Па добро, близок со заеб. Која друга? Велес доби. Штип добива. Нема селекција на општини. Да имаме ситуација во која велиме вбрезгуваме 250 милиони евра во општините, така беше мислам наративот. Како 200 По глава на жител колку е? Не, ама прво од многу аспекти не може да бидат 250 милиони. Велиме 24-та ќе добијат граѓаните по 44 евра по граѓанин, кои што ќе бидат пуштени кон општините. Поред пописот, добро. Па еве 2 милиони жители сме ние. Не сме 2. Добро, да. Милиони осто, добро. Како стигнавме до 250 милиони? Тогаш 80-90 како ќе Околу 90 милиони. Зборам за 24-та. За првата транша. Така е. Струмица нема. За сега. Има нула. Па тие пари ќе ги префрлат во втората транша или сега дополнително се продолжува? Не знам, тоа треба некој да го објасни од влада. Да не бидам јас портпарол на влада. Сад таа пресметка само на вас ви текнала, они не се толку за да не го знаат тоа, ако веќе е така. Чекайте, велиме 44 евра. Кога се подпишуваа договорите, вредноста на подпишаните договори беше 60 милиони евра. Кај се 44 евра по глава на жител? За 24-та. Дали 44 евра по граѓанин ќе бидат реализирани до крај на буџетска 2024 година? Не. Но тоа е за втората транша, вкупната сума ја гледаме, така? Како, па, ама јас зборувам тоа што гледам. За до година ни кажа дополнителни средства, околу 120 евра по граѓанин. Од унгарскиот кредит 200 и колку милиони се, јас на тие се фокусирам. Супер е тоа, нека бидат брзгани во општините. Ама за тоа мора да имаме јасно утврдени критериуми, јасен систем, кој што секој проект, затоа што е интерес и на влада, и на министерства, и на општините, а најмногу на граѓаните. Секој проект кој што нема да исполнува критериуми, ќе биде одбиван за да општината има можност во истиот рок, без да се продолжува рокот, аплицира со нов. Ако заврши рокот, а општините немаат проекти, тогаш може да се вклучи политиката и да кажеме таа и таа општина со администрацијата или тој и тој градоначелник немал проекти за апликација. Но доколку има, треба се најде начин како да се финансира. Има некои изгубени во мејловите, интернет комуникацијата. Тоа не би говорил за колеги. Како и да е, ако пуштило од грешка мејл, треба да му кажат, слушај, од погрешен мејл го имаш испратено, испрати го од општински. Костинов, може би проблематично и тоа сега по глава на жител, па ќе се побунат помалите. Они водовод, две улици исто чинат и во Струмица и во Делчево. Они се хендикепирани. Кај се неразвините аспекти тука или преку други основи? Добро, во ред. Тоа го утврдила владата, јас не? Нема, ЗЕЛС требало такви критериуми да понуди. И например, така зошто само улици, зошто не депони, зошто екологијата не е битна? Еве сега пак ќе кукаме цело време. Имаме и како многу предизвици со кои што се соочуваме, не само ние во Струмица, цела Македонија, и од депони до управување со отпад, до рециклажни центри, знаеме дека го тие не се фокусот сега. Па не се заради тоа што законот е таков. Целата надлежност во однос на центри за рециклирање сме поделени по региони. Надлежноста е во Министерство за животна средина. Имаме разговори со Европската банка за развој кој што вели југоисточен плански регион, локацијата е во општина Василево, населено место Добрашинци, кај што имаме локација за депонија, а сега во моментот е ѓубриште. Арно, југоисточен плански ќе биде врзан со Вардарски регион, од Велес па надоле, и ќе имаме претоварни станици. Да. И овде се поставува логично прашањето. Која ќе биде цената на чинење? Кој што ќе ја плаќаат граѓаните, пример на Велес, не дека им нешто против Велешените ма работа, или на Кавадарци, или на Неготино. А која ќе биде цената која што ќе ја плаќаат жителите на Василево, на Струмица? Логичниот одговор е кој има такви проекти дека ќе биде иста. Кој колку ќе носи? Па неколку, не. Не е исто 13 километри од Струмица. Зборувате за и 100 и кусор километри од Велес или од Кавадарци. Не може да плаќаме иста цена. Локалната самоуправа само по себе е помалку себична работа. Сите ние си гледаме и треба да биде за нашите општини, така?
како да ги решиме проблемите со кои што нашите сограѓани се очуваат. Територијално. Така треба партија, ама граѓаните треба да бидат пред се. Така, и тоа го правам. Баш од таа причина. Ова со манганот малку ми е, сега да не кобам, ама се надоврзува на темата со рудниците, кои што се уште немаат дозвола, па нели ќе има тужби, ќе има... Малку е тоа, сега за прв пат манган се појави поради мини земјотрес, поради климатски промени. Тој ризик можеме да го антиципираме, да го спречиме или не може да го спречиме? Можеме да го спречиме со многу поголема грижа за акумулациите. Не е само со бран. Дали овие нови рудници може да влијат на тоа? Веројатно дека можат. Не сум експерт на темата, ама по сите укажувања е дека можат сериозно да придонесат негативно кон акумулациите за вода. Зборам негативно. Да, интересна е таа дебата и во Србија со литиумот баш поради водата, така поради По мене треба да направиме се прво да сватиме дека климатските промени не се теорија на заговор, туку се реалност. Надлежностите кои што си ги имаме сите ние како институции, превентивно да фатиме, да видиме кои зафати можеме да ги имплементираме на бранаторија. Првиот е заштитен пояс. Вториот е расчистување на канавките кои што треба да бидат првиот филтер на тврд отпад, да кажеме, гранки, поголеми камења, кои што биле направени, се веќе ги нема, потрупени се со земја. Третата работа е доколку има градби, не само околу бранаторија. Сите брани, особено тие извори на вода кои што се единствени изворишта за општините. Тоа мора да биде како зеница во окото заштитено. Што ќе биде запаметен првиот мандат на Костадинов? Заев подвозникот, тунел, глобал. Освен по ова сега што го зборуваме со водата проблемот, може би електричните возила, ма и тука и тоа е, како што велите, контрадикторно. Наместо 4 да чини, забелечка дека многу скапо и дека може би има коруптивни елементи. Треба да чини на лизинг 7 милиони, колку треба да чини. Со лизинг. Секако мандатот на Костадинов и неговиот тим ќе бидат запаметени со почнување на изградба на најголемиот пазар и ќе заврши тој проект. Ние не се откажуваме, иако владата не одби за финансирање на истиот проект. Нов градски пазар во Струмица, кој што е најголем во Македонија, станува збор за пазар затворена површина 9000 метри квадратни, а целата површина е 43.000 метри квадратни, со над 530. Ама чуми име тоа на Струмичани, ве праша. Најземјоделскиот крај. Најземјоделскиот крај мора да добие нов и современ пазар. Глобал е градски пазар, но е во центарот на градот. Со новиот градски пазар кој што го инвестираме. Не, апсолутно не. Тогаш потребите биле да Струмица добие затворен пазар. Сме немале. Сега Струмица се шири, Струмица станува навистина најразвиен град во регионот, огромен дел на граѓани од околни општини гравитираат во Струмица. Треба да биде своевиден дистрибутивен центар за земјоделски производи. Дополнително, новите булевари, поврзување на Струмица Давиле, кој што имаме милион предизвици, но го реализираме со велосипедски патеки, новиот булевар Братство единство, првиот булеварски мост во историјата на општина Струмица кој што е реализиран. Новите велосипедски патеки, покривање на поројот Крушевска република, ревитализација на Светилискиот порој, нов булевар 23 октомври кој што сега го имплементираме од едната страна, електрифицираниот јавен превоз, прв град на Балканот со целосно електрифициран јавен превоз, може кој што сака и колку сака да зборува. Но тоа е благодат за граѓаните и тоа е нешто кое што ја крева Струмица на пиадестал и можност и поголема референца при апликација на било какви фондови. Со кој? Па со овој за електричниот. Затоа што веќе не е реализиран. Веќе го имаме. Од Турција се Авто Македонија, така они ги увезуваат. Јапонско-турски конзорциум, кој што сме многу задоволни, па еве ако биле скапи, опозицијата велеше дека за таков автобус треба да се дадат 450.000 евра. Тоа е став на опозицијата локално во Струмица, од Во Скопје и повисоко беше. Е сега. Договорот потпишан, односно цената на чинење на автобус е 418.000 евра. А инфраструктурата полнење? Тоа сесија плюс. Тоа е
Ние многу лесно ќе ни беше да бевме како Скопје, само да треба автобусите да ги купиме. Ние feasibility, нови линии, постројки, база за автобусите, полночи за автобусите, ама само на Па тој за начин. тие пари трамвај може да Основање направи. нема услови за трамвај. Иначе би направиле. Би направиле, зошто да не? Нема услови. Благодет за Струмица и Струмичани, особено за селата. Замисли стога. Од Банско до Струмица во еден правец со такси е 600 денари. 600 денари? 600 денари. 600 денари во еден и во 600 денари во друг, 1200 денари. За еден жител на Банско, кој што не е најголемо населено место, да си заврши било каква работа во Струмица, на лекар да отиде. Треба да плати за да отиде на лекар 20 евра за такси превоз. Немаш ли биде поевтино со комбиња, Сега- со на плин, на сега- метан да го направите тоа? Тогаш нема да бевме први на Балканот. Нашата цел, целта на мојот тим, овој проект за електрифицирање јавен превоз е поддржан на форум на заедници кога го креиравме буџетот пред 2 години. Како приоритетен. Затоа што Струмица секогаш била пионер во имплементирање на добри практики. Еве, велите успешни сте. Зошто тогаш не сакате да се кандидирате за втор мандат? Не сум размислувал. Може би партијата нема да ве кандидира. Не сум размислувал за вашето прашање. Може би резултатите од парламентарните избори ве Видете, прво има многу одвраќаат. многу време и многу простор, но треба да споменам дека мојата политичка кариера од моментот на почнување сум ја градел на избрани позиции, никогаш не именувани. Никогаш. Да, ќе бидете запаметени дека во ваше време Струмица СРСМ не паднало толку на парламентарни избори. Не сум бил кандидат за пратеник. Не сум бил било каков кандидат. Сега. Значи централната До тука сега, доминирала од до ја. сега, до сега, од 2013 до 2025 година, Коста Костадинов бил кандидат за советник, пратеник, градоначелник и секојаш бил кандидат победник. Така да, следствено на тоа, само народот и граѓаните ќе одлучат дали Коста Костадинов ќе биде кандидат за градоначелник, а секако доколку јас одлучам и граѓаните ќе бидам кандидат победник. Како стоите со Заев? Не сте скарани? Зошто? Затоа што големи ви се амбициите, сакате поголем од Заев да... Зошто? Напротив, сме учеле, сме соработувале со Зоран Заев. Тоа така и треба да Комуницирате, продолжи. ве Како поддржа не? за, ве Ние поддржа имаме- за овој потек. Како не? Конкретно за сите потези не, јас сум градоначелник на Струмица. Но Не, имаме со Заев. заеднички иницијативи со Фондација Заев, каде што даваме стипендии и тоа треба да биде мотив и за други општествено одговорни фондации и компании кои што постојат во Струмица, да кофинансираат заедно со општината. Финансираме стипендии и во основно и во средно образование, дополнително со поддршка на Фондација Заев. И мал милион други донации за културни манифестации, спортски манифестации, тоа се го прави, ми комуницираме зашто. Дружењето влие, ви рекол ли некој како што Шема наликуваше во изразот, во говорот како Бранко Црвенковски, така и вие можеби наликувате на Заев? Не сум го анализирал тоа, ниту некој ми го има кажано. Значи, ако е окториран... Но ако го почитувам Зоран Заев како човек и како политичар, зошто тоа треба да биде проблем? Како што го почитувам Венко Филипче, како што го почитувам Димитар Ковачевски. Чи не се точни тие гласини дека ова го правите за да се наметнете и за да бидете на прва линија кој ќе треба... Струмица има- Ако треба нов лидер на СДСМ се Струмица има избира. континуитет на добри политики практики, добри градоначалници, добри советници, добра општинска администрација, затоа што градоначалникот сам по себе не може да направи ништо без соодветен тим, така да сум благодарен на сите раководители на сектори во рамки на општина Струмица, раководители на оделение, на секој еден вработен, без разлика на која позиција, од чистачката до секретарот. За тоа што искрено и недвосмислено без резерва се вложуваат за секој еден проект, иницијатива, за афирмација и потврда дека општина Струмица е навистина број еден општина во државата. За лидер амбиции? Каков лидер? Си имаме лидер на партија. Ве повика, разговаравте, ќе ве вклучи во раководството? Постојано разговараме со... Во Струмица уште председателот Филипче. немате председател на Си има- општинската организација. Си има партиски процедури, си има општински конференции. Чекаме да видиме сега, имавме општинска конференција каде што избравме, утврдивме предлози за делегати на Конгрес, предлози за членови во Централниот одбор, во Надзорниот одбор,
така да очекувам со таа динамика да продолжат поставките. Да, вие гласате за Филипче, не за Деспотовски или за... Кој беше вашиот став? Тоа си е моје право. Па не во поддршката. Тоа си е моје право. Господине Костадинов, ке беше запаметена Струмица во вашиот мандат и по уште еден факт, ама се случи нешто што тоа го поправи. Струмица, па и целиот регион ќе останеше без телевизија. Виз за малку ќе згаснеше. Се случи многу превирање, сега постои. Знам дека е скапа работа телевизијата, ама е нужно потребна за целиот регион. Имаше тогаш забелешки првата промена на состојаноста која се случи, дека луѓе блиски до вас, до сопругот на вашата сестра, ја преземале ВИС телевизијата. Се, како гледавте на сето тоа? Кога сакаше да згасне, кога не сакаа повеќе да работат, кога вработените беа фактички без продолжени договори, беа избркани, сега пак работи и се надевам дека ќе работи, зборувам од новинарскиот колегијален аспект. И јас се надевам дека ќе работи и дека ќе се одржува како телевизија. Јас сум среќен што постои телевизија ВИС и се надевам дека ќе постои во иднината и навистина станува збор прво за најстарата телевизија во државата, основана, и треба да се даде поддршка и на вработените и на новинарите и треба да сториме се за да не згасне еден таков струмички медиум. Немаше вашата сестра, односно сопругот, зетот, врска со ВИС? И зет ми, и сестра ми, и моите блиски можат да прават се што е во рамки на законско дозволеното. Тие не се вработени во државна администрација, па да бидеме осудувани, а гледаме примери како роднини на блиски се вработуваат во исти министерства каде што министрите ги водат, така да не гледам нешто спорно. Која е вашата оценка на првите 100 дена, веќе 120 од оваа власт? Не се како ВМРО што беше порано. Не се толку... Па, Столе, како да ти кажам, може би очекував нешто да направат. Барем во првите 100 дена да покажат дека знаат, разбираат, но... Не, кога реков не се освитои убави, не сменија се од еднаш, во таа насока. Јас очекував прво да биде коректна соработката со општина Струмица. Да се изнаоѓаат без разлика, тоа е, граѓаните имаат таква волја, одлучиле да ВМРО да помине биде власт во државата. Но без разлика на се ние мора да соработуваме, да заеднички разговараме за предизвиците. Овде многу е тешко да се генерализира, но имаме повеќе негативни искуства отколку позитивни. Со Крмзов, конечно, јас го барав порано, излезе на телевизија, каже една реченица две, која што е доста поразителна за целата политика и за државата воопшто. Јас сум успешен, мојот успех им пречи на политичарите, сакаат да ме го земат бизнисот и тоа не ги ще реши ниту ВМРО да помне, ниту СДС. Тоа си е негов личен став. Тој е жител на Струмица, инвеститор во Струмица. Редовно си ги сервисирал во врските кон општина Струмица или таму каде што може да се оставале потребните осигурувања за идни некакви долгови. Јас до сега сум немал. Ја немате проблем со? Немам така. Не ми пречи тоа што првата по жестока акција Ако имам на МВР беше во Струмицата. Имам институти како да реагирам. Значи си имам. Не ви е должено, не. Должено на општината и си имаме ние алатки. Не се. Како да законски алатки како да превенираме, не знам. Како толкувате тоа што во Струмица се случи првата поголема нема да акција коментирам. на Министерството работи. Предметот се уште мислам дека е во текст, уште е во истражна постапка. Сад неблагодарно е да коментирам ниту акции на Министерството за внатрешни работи, ниту на СВР. Не знам, не сум во текст со целиот предмет. Од кај сте вие сега, пак за СДС да ја вратам? Од Горни или од Долни Милановец? Од Струмица. Не, Шилегов. Со Шилегов, граначалник сте комуницирале порано. Добро. Зошто е толку луд? Не знам. Тоа треба него да го праша. Испадне дека Самазаев бил виновен зашто он изгубил во Скопје. Навистина не знам кој бил ставот и што сакал да каже мојот другар Петар Шилегов, но
Треба да се вложиме да се врати единството, кохезијата во партијата. Гледам потенцијал дека тоа постои и има можност да се случи во СДСМ. Влегуваме во процес кој што ниту треба да го брзаме, ниту треба да биде брз, ниту може да биде едноставен. Сме опозиција, сме опозицијска партија во моментот и единствено со вистински социјалдемократски вредности, заложби по пат на единство, другарство, солидарност, почитување на сите членови на Социјалдемократскиот сојуз, посветување на местните организации, на општинските организации, ќе го вратиме СДСМ на старите потеки. На Герасимовски му се налутивте? Не. Или не се разбравте? Не можам да кажа дека го почитувам. Лошо постапувале со вас од централната власт, ама кажа дека не е во ред директно. Прво имаме комуникација со колегата Горан. Таа комуникација била и ќе продолжи да постои. Може би не сме соседни општини па да имаме и заеднички проекти, но апсолутно нит сме се налутиле еден на друг. Разликата во ставовите, разликата во пристапот не значи дека можеме или треба да бидеме непријатели. Не, напротив, ние сме добри пријатели и такви ќе останеме. Уште не сте се одлучиле за кандидатура, на прогноза да кажеме. Ќе се повтори резултатот од парламентарните на до година, не. Локалните во септември, октомври? Резултатот на парламентарните беше со сериозни ветувања дека ќе биде укинат Преспанскиот, договорот со Бехтеленка ќе биде поништен, бугари во устав. Никако. Зборам наратив на ВМРО, јас не се согласувам со тој наратив, но многу веројатно е дека тоа емотивно го допре посебно македонецот. И на таа карта, злоупотребувајќи ја емоцијата на населението, оствари такво мнозинство како што оствари ВМРО. Наместо да испорачи првите 100 дена, такви беа ветувањата од нивна страна, гледаме дека се случи спротивното. Во таа смисла тешко дека би добиле слична поддршка на било кои идни избори. Во Струмица ќе ги вратите резултатите од претходот? СДСМ, односно Струмица е бастион на СДСМ. И тоа треба да го имаме во пред. На парламентарните не беше така. Повторувам, бастион на СДСМ бил е и ќе биде општина Струмица. Во Скопје се зборува кои се Меракли, Георгиевски, Перински, во Струмица излегуваат ли веќе, се промовираат? Слободно. Амбицијата е убава работа. Колку што имаме повеќе амбициозни политички противници, толку ќе бидеме сите ние поуспешни. Костадин Костадинов, јас ви благодарам за разговорот, само уште нешто за крај. Имате проблем со активизам, имате проблем со вработени во администрацијата, квалитетен кадар, тешко може да најдете. Зошто за тоа не зборувате? Зошто не зборувате дека на многу места не можете раководители да изберете, дека на конкурси порано ако се јавувале по 20, 30, 100 луѓе, сега дали 5, па можеби ниту еден не се. Истото искуство ќе имате во Струмица. Имаме, како не, се соочуваме. Дури приватен сектор се платите во администрацијата се многу пониски од приватните компании се соочуваат со недостаток на работна сила. Порано јавната администрација не се соочуваше со тој проблем. Сега почна јавната администрација веќе да се соочува со недостатокот на посебно на стручен кадар. Урбанисти, градежни инженери, архитекти има, градежни инженери. Не може да електроинженери, нема шанса. Па не можете толку пари. Нема шанса. Па приватните компании за добар градежен инженер са. Нема јас да условам што е добар, што е лош, но за градежен инженер 90-100.000 денари плата. Како ние ќе одговориме како општина? Да ги дуплираме, да земаат поголема плата од градоначалникот, пак нема да биде доволен мотив да останат во јавен сектор, по мене. А треба да се борите и за платите, затоа што градоначалниците ги следат функционерските трендови. Треба да се бориме за воведување на систем кој што ќе биде фер, а доволно мотивирачки за стручниот кадар да партиципира во рамки на јавната администрација. Струмичкиот карнавал ќе ви дадат ли пари до година или? Ќе видиме. Сега малку ќе видиме, ќе се можеби ќе се од доброволец, затоа што јас сум оптимист сум дека можеме да седнеме на маса и да досега од култура добивавте така. Да. И да ги испегламе тие
недоразбирања кои што ги имаме и да се соочиме со тие предизвици, оптимист сум дека и со Министерството за земјоделство ќе седнеме. И со АД за водостопанство ќе најдеме решение. Ние стоиме на располагање. Не сме енклава. А не треба да му се лутите на водостопанство. Мислам дека се во загуба, немаат пари. Па, дајте да го средиме тоа, еднаш за секогаш. Стадион. Емисија за вашата вистина. Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484. Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони динари. Пензијата не стигнува. Земи си пензионерот кеш. Кредит само за пензионери. Оттаму ме и торбичкава за пазарење. Со секој кредит М-пензионер до 9 декември. Веднаш добиваш торбичка на подарок, а можеш да освоиш една од 10 награди од 2000 денари. Јави се на 02 51 15 000 или дојди на mcash.mk. Немај проблеми. Трансформирајте го вашиот животен простор во живописен и еколошки рај со Coolpol. Еколошка дисперзивна боја за декорација и заштита на внатрешните зидни површини. Висока покриеност, исклучителна белина, лесна за нанесување, без мирис. Нурнете во свежината и одберете Coolpol. Паметен, кул избор. Неверна колор. Во потрага сте по повеќе можности за финансирање. Од сега, се што сакате, брзо, едноставно, со минимално вложување на сопствени средства и со флексибилна исплата. Стопанска лизинг, за повеќе можности. Снег, дожд, влажни замрзнати коловози. Не дозволува ништо да те изненади. Направи зимска подготовка на возилото и користи зимска опрема. Кампања на Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Емисија за вашата вистина. Стадион. Тоа беше Костадин Костадинов, вториот дел, слушнавте. Зборувавме за сите аспекти на проблемот со водоснабдувањето, дали е тоа на вистина за забрана или е конфликт, борба помеѓу централната и локалната власт, кои што се од различни партии. Костадинов зборуваше и за тоа дали ќе се кандидира пак за градоначалник, за односите со Заев, со Филипче, за Шилегов, Герасимовски градоначалникот на Центар. Зборуваше и за ВМРО да помане 100 дена први како ги оценува, а го спомена и Крмзов или Крмзов, кој што според премиерот Мицкоски е во густа, во дебела каша, како се вели тоа, влезен, истрагата веќе според неговите извори зборува за проневери кои што се мерат со 15 на милиони евра. Добар ден, повелете, ве слушам. Добар ден, поздрав од Битола. Го изнајслушав да ти кажам, брат, бившата ми ја исполнува и Костадин. Толку нежно си зборува, толку фино си зборува. А допред пред да биде градоначалник, беше машката верзија на Богданка Кузевска. Значи човекот, како е легната работата, не видела. И са пак не го разбравме ние. Кој е крив за тоа што се пожалија струмичени? Прво од него излезе дека водата е загадена за пиење. И првите коментари беа дека државата треба да си ги превземе таа одговорност, не локалната самоуправа. Сега испадна обратното. Дека тие ги лаѓале, а водата било супер. Па пијте, ако ви брани, не ви брани никој, пијте. Па ако мислите дека е добро, и терајте си. Па ти кажи, изчистени канали били, ако фатале поплави. А до пред 5 месеци државата што правиш? Ви ги изчисти каналите. А да сега да може на лесен начин ВМРО да ги одржава. Ама никако да... Го прашавме, сето тоа. Што му кажавте, ама како ви кажам, абе со плачење просто од човекот што се фале дека ќе јадат живи луѓе и шлукае на тоа во Транспања, сега ти веле не било така. Или па... Добро, како и да е, Трипуновски требало да отиде таму.
Па отида и му кажа дека не им се сомневат во квалитетот на водата. Тие велат не лажите. А ако ве лажиме, пиете слободно сега како Ама сега различни се ветеринарен институт едно, АХВ друго, Институт за здравје трето. Ама нека пијат слободно. Ако беше обрат, ако не дај Боже, ако почне некој тровање ни струмица, тек тогаш што ли ќе беше. Ама да се вратиме како му глата, како му капа на новој овој незаслужено ни да го поканите да зборува. Со такви лаги се служи, со таква ароганција наставува. Таа иста ароганција, што Македонија од 90-та година ја кошта и име, и јазик, и се, и каснење за самостојност и сите работи. Главен проблем во државата е ароганцијата на таа државотворна партија, СДСМ, како што се нарекуваат. Затоа што во нивните говори е кога ние не можевме да направиме добар договор, вие никогаш како ФОМР или било кој не можете да ги направи. Меѓутоа сите тие скриени договори што упорно тие тактика нивна, за да ја земат цела слава на нив. Сите тие договори го искараа македонскиот народ. Кажете кој договор беше пред време објавен, токај се дискутира, што се дискутира, па почнувајќи од ФИРОМ. Дали знаеше некој дека ќе бидеме ФИРОМ? Го пушти Акиро таму да плачи пред лифтот. Ајде да ме прашам вака. Грците, кога се носише Преспанскиот договор, дали сегашниот премиер беше жестоко против и протестираше? Дали направија референдум? Дали јавноста беше таму информирана во детали? Не. Што ќе се случува? Не. Народот до ден денес мислеше и никој пат не ја свати длабината докај ќе засечи грчкиот мач, дека затоа што сите мислеа дека е тоа обична заменка или додавка на името. Не, никој не знаеше сите тие работи. Јас ке ти одговорам, не успев оти беше брза зборка со Бубо Каров. Кај што вели дека ние останавме македонци во Грција, дека таму има уште македонци. Да, има. Меѓутоа јас ке те потсетам дека ние во СФР никој пат не влеговме како македонци во Грција. Тој постарите се сеќават на картончината што ги пополнувавме. Кај што пишеше националност, ние пишевме ју. Оти ако не пишевме македонец, нашите пасоши летеа преку пенџера. Значи кога во тоа време ние не влеговме кај македонци, сега сме останале македонци, па и со јазик, па и со се. Не, народот не ја знаеше. Мислеше дека се работи за една обична додавка и ден денес некој така мислат. Дека така е. Како пишува во македонско? Citizens, жител на Северна Македонија. Не. Друго, не нива ја како пише ке другите народности. Овде кај нас. Чисто, албанец, ром, србин, било како. Не, сада најправиме за играчки. Ове како никој пат нема да ја крени таа рампа, да знаете за нас како чисто македонци. Зошто? Затоа што тие се свесни дека во подолг период... Добро, зошто тогаш Мицкоски го фали договорот? Заради клаузулата дека нема да не блокираат? Заради тоа што македонци сме останале? Не. Мицкоски му трајте вие игра на збороите. Тоа е карикирано малце кога се фалите дека сте напишале договор со кој што двете земји се задоволни со Преспанскиот, тогаш ајде направиме договор со кој и сега двете држави ќе бидат задоволни. Со овој договор македонскиот народ не е задоволен, мислам на бугарите. Тоа беше смислено на Мицкоски, да не ги вртиме работите. Или обратно, да бидат речи си подеднакво незадоволни едната и другата страна. Најчесто со договорите е така. Па нека бират, ама ти никој пат не ги објави тие 10 барања што ги бара од бугарската влада во договорот што се напише. Дали ние сме способни и можеме да ги исполниме? Дали ќе се Во кој договор? Мислите на декларацијата? Па барањата, 10 барања што се во договорот од кој што барати. Едно барањата е да се отворат досијата. Мислиш дека ќе се согласат овие од СДСМ да се отворат? Па тоа треба да се направи. То не за бугарите, заради нас треба. Ама таму ќе се ги прочитат татковците и дедовците тие од СДСМ. Свесен си за тоа? И дека никој пат тие потајно се надева дека Мицкоски докрај ќе игра играта. Ама зошто се согласиле на такво нешто, ако не го сакале тоа? Кој? Ако се плашат од тоа, ако нема да го дозволат. Толку му сечи мозок о нив. Затоа што зеле и пари за тие работи. И како велеше заедно на оние снимките? Ела си од кај мене, затоа што мене ме спрема за нешто големо.
Во тоа е за да ја земат славата, да ме јас размислувам многу порано, а ова ќе го кошта обичниот македонски народ. И сега како велат? Абе ќе си гласа Мицкоски како попче. Ајде не испадна така. Сега што правиме? Не испадна. И ако сака да добие на рейтинг Мицкоски, може на крај ќе рече го прекинувам договорот. За да не може да шират лаги дека ајде ги почнеме договорите ние, па после ако не, ќе излеземе ние од преговорите за Европска унија. А како што ќе му прави на бугарите? Ќе ги оставиме во устава или ќе ги заедно со нас ќе ги извадиме пак назад? Значи, понекогаш вака се размислувам, без столи си дам, па на овој народ стварно му треба некој типо на Бранко Црвенковски. Чесен збор ти дадат. Каков и да беше, абе ти ги рашамараше лево, десно, бе човекот ги остави со затворени фабрики, украдени штедни влогови. Абе шо се не му направи на тој народ и пак си ќуте да си прави. Таков човек му треба. Овие сега запнале, за 100 дена нешто очекувале. Ами ако размислиш по-добро, тогаш зашто овие сите промени што ги бараја од Мицкоски за 100 дена, не ги направи да само 100 дена пред избори, кога можеле да се изват за се. И ќе ги добијат. Имате уште минута и пол имате за да ќе завршуваме полека. Знаеш што да завршиме, тоа си се вртиме ние во круг. Меѓутоа, ево сега ме интересира да кажете, ако знаеш ти, што државјанство има битичи, например. Дали има двојно државјанство? Дали Ахмет има двојно државјанство? Не знаеш. Не, па немам проблем јас со тоа. Проблемот е во тоа што зошто се крие. Ако имам бугарско ќе го кажам тоа, што? Кој рекол нешто? Јас немам против, имаат американско, имаат чешко. Молам, па затоа што е честно тоа да го, затоа што имаме таква атмосфера, затоа што имаме проблем со Бугарија. Добро, а зошто не притискате сега да прашате Данела дали има бугарско државјанство? Па сум ја прашува колку пати била тука, она вели немам, имам чешко. Сада сам ја Богданка, она како лимон што е во лицето да ја праша. Без навреди, колешка ми беше порано. Не навреда, меѓутоа цинизмот, дека и тече низ очите цинизма и злобата. Тие работи, таквите работи го искараа македонецот. Ето таа е таа ароганција. Да кога не се вртиш околу тебе, него само директно прваш прст. Тука е проблемот кај македонецот. И сега и Америка личи на нас, така ли? Америка изгуби многу во нашите очи, ако на времето ние по старите генерации ни беа идоли во поглед на музика, спорт, мода, сите работи, заедно со Израел, веќе ги нема тие симпатии. Она што се случува ни свето е страшна работа. Она е невиден. Таа е таа Америка кај што сакаме да одиме, кај што влада и демократијата, кај што демократите се чукат в гради, а демократи беа тие што ја бомбардираја Србија. Забораваме. Жртвите, убиените луѓе во Србија се од демократски бомбардери. Значи, добро. Доволно е, благодарам за јавувањето. Завршуваме, да го завршам само професорот од Харвард со анализата на и очекувањата на тоа што се случува и ќе се случува во Соединетите американски држави, поврзано со изборите на 5 ноември. Рого вели, американските држави веројатно се во предност во однос на Европа, која што поради Русија поврзаноста со незината економија, односно богати ресурси, е под многу голем притисок. Рого вели, нагласува дека добата, ерата на глобализацијата е завршена и дека живееме во ново доба поради геополитичките тензии. Да спречиме работите да станат уште полоши, мораме да се договориме со Кина, што подразбира и отстапки. Меѓутоа, мораме да се посветиме на соработка. Направивме слични грешки во нашиот однос со Русија. Тоа со Кина не треба да ни се повтори. Обама не сакаше ништо да работи со Русија и ја изолираше, вели Рогов. Американскиот економист од Харвард нагласува исто така дека не ја гледа иднината на светската трговија без Кина, како што не ја гледа ни иднината на решавањето на климатските промени, ниту постигнување на мир во светот без Кина. Ова беше се, пријатно и до слушање.
до наредната сабота во истото време. Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. ВИС во недела од 17:30, ТВ КТВ во недела од 16 часот, ТВМ понеделник 13 часот, ТВ Плюс во недела во 11, ТВ Протел во понеделник во 15, Канал 8 во недела од 11:40 и Глоби во сабота од 19:30. Гледајте Стадион.